Приходите на јавните претпријатија им се малку за да си ги платат сметките за струја. Во последните неколку месеци висината на сметките за струја е идентична или повисока од вкупната сума која тие ја фактурираат за потрошена вода до граѓани и фирми. Како за пример, во август, јавното претпријатие Плачковица од Карбинци испратило сметки за вода во вкупна сума од 750.000 денари, а за струја истиот месец треба да плати 730.000 денари. Сметката се поклопува, колку што имаме приходи, толку да имаме и расходи само за струја. А знаеме дека овде не можеме да со тоа не можеме да ги покриеме и трошоците за нафта и останатите потреби кои ги има јавното претпријатие. Ние се трудиме колку што можеме да заштедиме, но знаете, помпите за вода не може да ги ставиме на штедење. Па така последна надеж ни е помошта од државата. Идентична е состојбата во сите останати комунални претпријатија во регионот. Со овие трошоци, јавните претпријатија не може да ги покријат ни сметките за струја, поради што остануваат да висат платите и другите трошоци неопходни за нормално работење. До кога ваквата состојба може да потрае? Голем број јавни претпријатија за да работат нормално не ги плаќаат сметките за струја, поради што трупаат долгови и се соочуваат со исклучување. Ако итно не се преземе нешто во прашање, се денови кога нема да може да се извршуваат редовните активности и работата ќе се парализира. Предупредуваат од АТКОМ. Најдрастичен пример е Кочански водовод, каде поради долг од 800.000 евра во неколку објекти струјата веќе е исклучена. Идентична опасност им се заканува и на останатите јавни претпријатија, зашто добавувачот преку соопштение потсетува на важноста од навремено подмирување на сметките. За да ги заштитиме интересите на сите потрошувачи од целата наша балансна група и да обезбедиме стабилност во снабдувањето, принудени сме да ги искористиме законските решенија за раскинување на договорите и прекин на испораката кон некои од клиентите. Велат од ЕДС АД Скопје.